Министре Тошковски, се уште ни должите одговор како е можно полицијата да прави акцијска контрола во објект кој воопшто не смел да работи. Објектот кој во моментов немал никаква валидна лиценца, никаква дозвола, а имал и блокирана сметка од УЈП. Фактот е дека во моментот на пожарот во дискотеката Пулс имало присутни службеници од МВР, за кој на состанокот на пониква ни кажавте дека било службено на полициска акција за нелегални супстанции и малолетници на 16.3.2025 година во дискотеката Пулс. Па мораме пак да си листаме закони и да бидеме правници за да ви укажеме дека МВР не постапило по закон по кој се следува. Внимателно послушайте не, можеби за воиднина ќе научите нешто. При вршење на акцијска контрола, особено ако се бараат нелегални, незаконски супстанции како што се дрога, таблети, така натаму, те дрога, таблети, многу често се стопира музиката и се палат светла. Ова е само правило, туку дел од оперативната постапка на полицијата. Еве зошто. Причини зошто се стопира музиката и се палат светлата. Прво, контрола на ситуацијата. Гласна музика го отежнува комуникацијскиот процес на полицијата. Палат светла за видливост и безбедност, за да можат јасно да видат кој каде се движи, дали се фрла нешто и да спречат уште уништување на докази. Второ, пронаоѓање и идентификација на осомничени. Во темен гласен простор е полесно некој да избега или да се изгуби трага на нелегалната супстанца. Светлото им помага на идентификуваат присутни лица, проверуваат документ и преваруваат маси или лица. Трето, собирање докази. Ако се најде дрога, важна е сцена да се обезбеди веднаш и да се дозволи никој да не се меша или да ги уништи трагите. Ово е дозволено согласно Законот за внатрешни работи, Законот за кривична постапка, член 205 и следни, Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. А што точно се случи? Дали акцијската контрола е спроведена законски? Дали светлата беа запалени? Дали музиката беше стопирана? Дали службените лица од МВР кои беа таму и видоа дека настанува пожар, воспоставија коридор и ги насочија нашите деца во темницата и чадот полека да не го напушти објектот? И најпрвин не ги пуштаат да излезат. За потоа кога огнот се повеќе беснееше и се создаде толпа од деца кои сакаат да излезат надвор, полицајците ја отворија вратата и први пред децата трчеа кон излезот да се спасат. Дали се утврдени неправилности и одговорностите по кои работеле? Дали сите тие лица вработени во МВР кои беа во акцијска контрола се повикани на распит и се осомничени? Бараме одговори и одговорност од МВР. Бараме средба со ОЈО ГОК.